Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство, по кој што повторно ќе ви читам содржини од Малиот принц, од книгата на Малиот принц и сето тоа ќе го поврзам со свесното родителство и доколку ве интересира, слободно останете до крајот на ова видео да можете да слушнете за што станува збор. Книгата Малиот принц, таа представува една приказна или еден синоним за автентичноста на детството, кое што останало, не се променило под налетот на брзината на светот и на многу интересен и доста правичен начин успеал овде пилотот да направи споредба помеѓу возрасниот свет и светот на децата, каде што децата преку своето внатрешно знаење умеат нам на возрасните да ни го доловат вистинското значење на она што е животот, дека сето она кое што е битно и значајно не е видливо за очите, за разлика од светот на возрасните кој што е и текако обседнат со бројки, со мерки, со статистики и така натаму. Сега продолжувам со читање на 4-та глава од книгата на Малиот принц. Така научив уште една многу важна работа, дека неговата родна планета е од 2 поголема од една куќа. Тоа не можеше многу да ме зачуди. Оти јас знаев многу добро дека надвор од големите планети како што се Земјата, Јупитер, Марс, Венера, на кои им се дадени имиња, има стотини други планети, понекогаш толку малички, што и со телескоп одвај се забележуваат. Кога некој астроном ќе открие некоја таква планета и дава име со број. Ја вика, например, астероид 3251. Јас имам сериозни причини да верувам дека планетата од каде што дошол Малиот принц е астероидот B612. Тој астероид е забележан само еднаш преку телескоп во 1909 година од еден турски астроном. Тогаш тој поднесе многу голем реферат на своето откритие за еден интернационален конгрес на астрономите. Но никој не сакаше да му верува, поради неговата облека. Возрасните личности секогаш се такви. За среќа, за репутацијата на астероидот B612, еден турски големец му нареди на својот народ по цена на живот и смрт да носи европска облека. Кога астрономот го поднесе својот реферат во 1920 година, беше облечен во многу елегантна облека. И овој пат сите го прифатија неговото мислење. Тоа што ви ги раскажав овие детали за астероидот и што ви го доверив дури и неговиот број, е само заради возрасните. Тие сакаат бројки. Кога им зборувате за некој нов пријател, никогаш нема да ве прашаат за она што е важно. Тие никогаш нема да ви речат каков е звукот на неговиот глас, кои се игрите што ги сака најмногу, дали собира пеперутки. Тие ќе ве прашаат колку години има, колку бина браќа има, колку е тежок, колку заработува татко му. И само тогаш мислат дека го познаваат. Ако им речете на возрасните, видов една убава куќа со розови тули, со гераниуми на прозорците и со гулапчиња на покривот, тие нема да успеат да ја замислат таквата куќа. Треба да им се рече, видов една куќа од 100.000 франка. Тогаш тие ќе извикаат, колку убава куќа. Така ако им кажете доказ дека Малиот принц постоеше е тоа што тој беше многу убав, што се смееше и што сакаше една овца, а кога се сака една овца, тоа значи дека се постои, тие ќе ги кренат рамениците и ќе ве сметаат за дете. Но ако им речете, планетата од каде што доаѓаше тој астероидот B612, тогаш ќе бидат убедени во тоа и ќе ве остават намира со нивните прашања. Тие се такви. И не треба за тоа да им се лутиме. Децата треба да бидат многу попустливи спрема возрасните. Но се разбира, нам кои го разбираме животот, многу ни е грижа за бројките.
Би сакал многу да сум го почнал овој расказ како што почнуваат сказните. Си бил некогаш еден мал принц кој живеел на една планета, од два и малку поголема од него и кој имал потреба од еден пријател. На тие што го разбираат животот, тоа ќе им изгледа многу повистинито. Оти, јас не сакам мојава книга да се чита површно. Чувствувам толку тага кога ги раскажувам овие спомени. Има веќе 6 години откако мојот пријател замина со својата овца. И ако овде се обидувам да го опишам, тоа го правам само за да не го заборавам. Многу е тажно да се заборави еден пријател. Таков пријател нема секој. И јас би можел да станам како и возрастните што се интересираат само за бројки. И за да не станам таков, купив една кутија со боички. Сега, во овие години, цртањето е многу тешко за мене. Оти никогаш не сум правил други обиди освен оние со змии боа кога имав 6 години. Се разбира, јас ќе се обидам да направам колку што можам поверен портрет. Но не сум сигурен дека ќе успеам. Еден цртеж ќе успее, но вториот веќе нема да личи. Ми се чини дека се лажам за големината. На еден цртеж малиот принц многу е голем, а на друг пак многу малечок. Се двоумам. Исто така и за бојата на неговата облека. Но ќе се обидам и така. Па ќе биде колку добро, толку и лошо. И на крајот на краиштата, може би ќе се излажам и за некои многу важни детали. Но тоа треба да ми се прости. Мојот пријател никогаш не даваше објасненија. Тој може би веруваше дека сум му сличен нему. Но за несреќа, јас не умеам во Сандак да видам овца. Може би сум малку како и возрастните. Се чини дека сум остарел. Кога возрастните зборуваат за некој нов пријател, тие најчесто што зборуваат, што прашуваат? Прашуваат колку години има, како изгледа, дали е дебел, дали е слаб, колку заработува, од каде доаѓа, за разлика од тоа што многу ретко го прашуваат, дури никогаш, која е бојата на неговите очи, дали собира школки, дали ги сака облаците, кои се неговите омилени игри и така натаму. Значи, ова забелешка представува всушност една длабока критика кон светот на возрастните, свет кој што често се губи во бројките, во статистиките, во величините, заборавајќи на најсуштественото нешто во животот, а тоа се убавите емоции, радоста и длабокото поврзување, меѓусебното длабоко поврзување. И свесниот пристап посетува дека детето не сака мерење, дека не му се важни него колкави ќе бидат оценките, не му се важни колку играчки поседува, не му се важни на колку активности ние ќе го однесеме. Секој свесен родител во суштина што знае? Знае дека најбитно за самото дете е да биде видено и да биде прифатено за она што е. Свесниот родител знае да погледне и длабоко испод површноста на бројките и да го слушне своето дете преку своето срце и да го погледне и него во неговото срце. Да ги види кои се неговите вистински потреби. И затоа поуката е многу јасна овде до родителите дека бројките не ја даваат суштината на вредност и вредноста на животот, туку вредноста на животот го прави, значи чувствувањето, го прави доживувањето, она кое што не може да се изброи и да се измери. Во ова 4 глава исто така што се дадени? Дадени се најинтимните и најчовечните елементи на самиот човек. А тоа се болката од губење, потребата од сеќавање и вредноста да се заборави, колкава е вредноста да се заборави, да не се заборави еден пријател. Значи, вистински пријател. Овде авторот издигнува една многу голема вистина, а тоа е
пријателството, значи дека пријателството представува еден од најсуштинските вредности за самиот човек. И тој кога зборува за пријателството, не зборува за површните пријателства, кои што се минливи, туку за пријателства кои што се длабоки. А зошто се длабоки? Затоа што длабоките пријателства се оние кои што нас не потсетуваат, не враќаат назад и не менуваат преку она кое што ние одамна сме го изгубиле, доколку не би биле тие, значи изгубените делови од нас. Преку нив ние можеме повторно да ги вратиме и да ги видиме, и затоа длабоките пријателства всушност се трансформативни за нас. Тие ќе ги препознаеме по тоа што не менуваат на позитивно. И кога станува збор за вредноста пак на сеќавањето, што кажува свесното родителство? Кажува дека не подсетува, ги подсетува родителите да не ги забораваат миговите, кратките мигови со своите деца, кои што се многу вредни, а тие кратки мигови кои се, особено кога детето е мало, се однесува на првиот збор, на првиот чекор, на првата насмевка, значи тие се кратки мигови кои што треба да останат посеќавање за самиот родител, не заради носталгијата која што мислиме дека треба да ја имаме, да се навраќаме на минатото, туку заради тоа што овие мигови и како ако ги негуваме, тие многу подолго можат да го остават живо искуството на љубовта, која што ни овозможува подолго да можеме да ја развиваме и понатаму љубовта спрема нашите деца. Значи, да останеме преку таа автентична, да ја чувствуваме таа автентична љубов од страна на децата спрема нас и ние да ја растеме таа љубов заедно со нив. Во односот, значи, ние во односот со децата да не пристапуваме со површен однос. Значи, таа врска помеѓу родителот и детето да не биде една обична рутина, да не се држиме до некои крути правила, и таа грижа за децата да представува само една формална грижа, затоа што децата бараат навистина внимание, длабоко разбирање, длабоко присуство што значи присуство во сегашниот момент, и затоа што преку сето тоа, заедно со елементот на пријателство, значи на пријателство помеѓу родителот и детето, сето тоа ја преобразува душата и создава една нераскинлива врска со децата. Значи, затоа што родителот користејќи значи ова длабока врска, ова длабока преобразба, тој може понатаму детето да го гледа не само како врска, туку како на битие да го гледа како на душа, и со која што може да воспостави една автентична врска исполнета со заемно учење. Ја велиме заемно учење, тоа во суштина преку свесното родителство е изразено дека децата представуваат нашето огледало во кое што ние можеме да се погледнеме себе си, да го видиме нашето одамна заборавено внатрешно дете, која е состојбата на нашето внатрешно дете, и да можеме да влеземе понатаму во процес на работа на себе и на лечење на нашето внатрешно дете. Значи, ние родителите навистина да останеме будни
за тие моменти, за таквите, за да оствариме една таква врска со нашите деца во кој што ќе бидеме свесни и ќе преку обрнување и преку обрнување на внимание, односно на посветување, на едно посериозно посветување на нашите деца, затоа што е многу тажно кога родителот ќе го заборави своето дете, не само преку физичко присуство, туку и преку внимание и преку присутност, значи доколку не е присутен постојано во сегашниот момент. И токму Малиот принц, значи, што му кажува на пилотот? На пилотот едноставно му кажува и му подарува нешто кое што самиот и тој никогаш не би можел да го види, тоа е светот. Значи го враќа него во светот на детето. Нешто кое што одамна возрастниот го заборава, да си го откријат повторно детето во себе. И затоа кога заминал неговиот пријател, тој како пишува во книгата, дека веќе 6 години замина мојот најдобар пријател, Малиот принц за него представил најдобар пријател, затоа што преку него тој повторно можел да се доживее себе си, повторно да се поврзе со себе си, и затоа загубата на неговиот пријател всушност представувало и дел од загуба на својот на себе како личност, на дел од своето собствено битие. И кога љубовта и пријателството навистина се автентични, што не учи оваа книга? Не учи дека во основа се остава една длабока трага во животот на самиот човек. Значи, таа длабока трага на искрено пријателство никогаш не исчезнува, и таа болка која што се јавува од исчезнувањето на тој вистински пријател, во суштина не представува некоја болка која што е, како да кажеме, патолошка болка, туку тоа е доказ дека една длабока врска се искусила, дека навистина постоела една длабока врска помеѓу нив двајца. Сега ќе ви прочитам за 5-та глава од книгата на Малиот принц. Секој ден дознавав по нешто за неговата планета, за тргнувањето, за патувањето. Тоа доаѓаше сосема полека. Така третиот ден се запознав со случајот на баобабите. Овој пат тоа стана благодарение на овцата од и Малиот принц, како обземен од некое тешко сомневање, одеднаш ме праша: вистина е, нели, дека овците јадат гранки? Да, вистина е. Колку сум среќен! Јас не разбрав зошто е толку важно овците да јадат гранки, но Малиот принц продолжи: значи, тие исто така јадат и баобаби. Јас му забележав на Малиот принц дека баобабите не се гранки, туку големи дрвја, како црквите, и дека дури и да донесе цело едно стадо слонови, тоа стадо нема да досегне до врвот на еден единствен баобаб. Идејата за слоновите го насмеа Малиот принц. Би требало да се стават еден врз друг. Но веднаш сериозно забележа: баобабите, пред да пораснат, биле малечки. Тоа е точно, но зошто сакаш овците да ги зедат малечките баобаби? Тој ми одговори: добро, ќе видиме. Како тука да се работеше за некоја очевидност. И мене ми требаше голем напор за да го разберам проблемот. Всушност, на планетата на Малиот принц имало, како и на сите планети, добри и лоши тревки. Значи, од добрите зрна, добри тревки, а од лошите зрна, лоши тревки. Но зрната се невидливи.
Тие скриени спијат во земјата, се додека на едно од нив не му текне да се разбуди. Тогаш тоа се јавува, отпрвин срамежливо, истерува кон сонцето едно убаво малечко и сосем безопасно николче. Ако се работи за николче од репка или од ружа, може да се остави да расте колку што сака, но ако се работи за некое лошо растение, веднаш треба да се искорне, штом ќе се познае. Така на планетата на Малиот принц имало многу страшни зрна. Тоа биле зрна на баобаб. Земјата на планетата била просто заразена од нив. И затоа, ако баобабот го препознаеш многу доцна, од него никогаш веќе не можеш да се ослободиш. Тој ја опфаќа сета планета, ја рија со своите корења. И ако планетата е многу малечка, а баобабите се многу бројни, тие ќе ја разорат. Тоа е прашање на дисциплина, ми велеше подоцна Малиот принц. Кога наутро убаво ќе се дотераш, треба сериозно да ја дотераш и планетата. Треба да се принудиш баобабите редовно да ги скорнуваш, штом ќе ги познаеш меѓу ружите, на кои многу личат кога се млади. Таа работа е многу злодевна, но многу лесна. И еден ден ме посоветува да се погрижам да направам еден убав цртеж, за да можат тоа подобро да го запомнат децата од мојата планета. Ако еден ден патуваат, ми велеше тој, тоа ним ќе им послужи. Има работи за кои не е опасно да се остават за подоцна, но ако се работи за баобабите, тоа е секогаш катастрофално. Знаев за една планета на која живел еден мрзливец. Тој така оставил да растат 3 гранки. И така, според упатствата на Малиот принц, ја нацртав таа планета. Јас воопшто не сакам да ви солам памет, но опасноста од баобабите е толку многу позната, што навистина е голем ризикот на оној што ќе залута на некој астероид. Затоа единствен пат морам да направам исклучок во мојот принцип и велам: деца, чувајте се од баобабите. Тоа го правам за да ги известам моите пријатели за опасноста што веќе долго време ја допираат како и јас самиот, без да знаат за неа. Еве го неговиот цртеж за баобабите. О, колку работев на тој цртеж! Но поуката што ви ја давам ми ја исплатува маката околу него. Вие, можеби, ќе се прашувате, зошто нема во оваа книга и други толку грандиозни цртежи колку овој за баобабите? Одговорот е многу прост. Се обидов, но не успеав. Кога ги цртав баобабите, бев одушевен од чувството на предупредување. Пилотот дознава се повеќе за планетата на која што живеел Малиот принц, дека на неа растеле големи дрвја, кои што тој ги нарекувал баобаби, и сакал овците да ги изедат сите тие додека биле мали. И овде, значи, што би представувале во свесното родителство баобабите, од емотивен аспект би представувале тие во родителството работи кои што негативни работи, кои што би растеле без контрола доколку не му се обрне внимание. Например, тоа би можеле да бидат лошите навики, негативните емоции, негативни мисли и така натаму, кои што доколку, значи, не им се обрне внимание и како можат да предизвикаат проблеми во понатамошниот живот кај личноста, значи кај децата, овде зборуваме. Потоа од еден воспитен аспект пак, тие можеле да се видат како едно предупредување, доколку родителот ги игнорира вистинските потреби на своето дете, или пак доколку родителот ги игнорира собствените реакции кои што, например, би биле несоодветни мисли, несоодветни чувства и кои што можат да се прошируваат и да предизвикуваат проблеми. И токму поради тоа присуството и редовното внимание тие представуваат палици за чистење на корените на тие така наречени баобаби и со тоа се спречува нивниот неконтролиран раст.
од образовна и духовна смисла, баобабите тие представуваат секакви негативни влијанија во животот на родителот, кои што многу тивко знаат често пати да влезат без и самиот родител да биде свесен за тоа, а тоа би биле суетата, би бил стравот, би биле различни, например, алчноста, потоа незнаењето од страна на родителот, не сака едноставно да учи, да напредува и така натаму. Меѓутоа, со редовно чистење на овие баобаби, што би представувало чистењето на баобабите? Тоа би било дисциплината од страна на родителот, посветеноста, самосвесноста и како и работа на себе. И на тој начин тие многу рано би можеле да се уништат. Значи, главната порака до родителот е родителот од најмала возраст самиот да почне да обрнува внимание за она што се случува со детето, кои се неговите вистински потреби, како тој се однесува спрема своето дете, какви мисли му се јавуваат, какви стравови му се јавуваат, значи и да биде посветен на сето тоа додека е мало детето, за да може да создаде еден здрав свет и за детето и за своето собствено семејство. Значи, редовното внимание на обрнување на внимание кон детето, редовното присуство на родителот, значи да биде присутен во сегашниот момент, додека го воспитува своето дете, на вистина и текако му дозволува на родителот да може да препознае сето тоа негативно што се јавува во животот на своето дете и во неговиот живот. Значи, родителите на некој начин по совреме да можат да ги препознаат баобабите додека растат мали и преку нивното активно чистење да можат родителите на некој начин активно да се грижат за духовното, емоционалното и менталното здравје и на детето и на целото семејство. Драги мои, се надевам ви се допадна оваа видео. Имајте убав ден, се гледаме повторно.